За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење говедска салата на холандски начин, како главно јадење ролат од свински бут, за десерт миньон медели. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите говедска салата на холандски начин. Прво, месото го сечкаме на парчиња. Исечканото месо го ставаме во тенџере со вода. Тенџерето го ставаме на оган за да се вари месото. Во друго тенџере наливаме вода и истото го ставаме на работната маса. Киселите краставички ситно ги сечкаме. Исечканите краставички ги собираме во сад. Ја сечкаме и главицата кромит. Исечканиот кромит го ставаме во тенџерето со вода на работната маса. Потоа на парчиња го сечкаме коренот од целер. И исечканиот целер го ставаме во тенџерето. Тенџерето го ставаме на оган. Во тенџерето со месо го додаваме црниот пипер во зрно. Ги додаваме и ловоровите листови и посолуваме. Потоа ги сечкаме листовите од целер. И нив ги додаваме во тенџерето со месото на оган. Додаваме и гранчиња француски макдонос. Од оган го тргаме тенџерето со кромит и корен од целер и ги плакнеме со вода во цедалка. Потоа кромидот и коренот од целер ги враќаме во тенџерето. И тенџерето со месо го тргаме од оган и го плакнеме со вода во цедалка. Оставаме месото да се исцеди. Во поголем длабок сад го ставаме кромидот и целерот. Потоа го додаваме месото. Ги вадиме листовите лорбер и листовите целер. Потоа во садот ги додаваме мајонезот, павлаката и исечканите краставички. Макдоносот ситно го сечкаме и го додаваме во садот. Го додаваме и сенфот. Посолуваме и зачинуваме со мелен црн пипер. Додаваме масло за јадење
и промешуваме за да добиеме еднолична смеса. На чинијата за сервирање ставаме листови зелена салата. Врз листовите зелена салата ставаме од говецката салата на холандски начин. Украсуваме со гранчиња француски Макдонос. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Месото исечкано на парчиња сварете го во вода со зрна црн пипер, ловорови листови, листови целер, гранчиња Макдонос и сол. Исплакнете го и седете го. Во друго тенџере сварете ги парчињата кромид и корен од целер. Исплакнете ги, ставете ги во длабок сад и додадете ги парчињата месо. Потоа додадете ги мајонезот, павлаката, парчињата краставици, исечканиот Макдонос и сенфот. Зачинете, додадете масло, промешајте ја салатата, сервирајте и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ролат од свински бут. Месото го засекуваме на неколку пати за да добиеме рамна површина. Го посолуваме месото. Притискаме со раце за месото да ја впие солта. Го превртуваме месото и го посолуваме и од другата страна. Потоа месото го нарусуваме со мелен црн пипер. Кромидот ситно го сечкаме. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. Сланината ја сечкаме на коцки. На загреаното масло ја ставаме и сечканата сланина да се пржи. Промешуваме. Откако сланината ќе се испржи, во тавата го додаваме и сечканиот кромид. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Меленото месо го ставаме во поголем длабок сад. Во садот ја додаваме содржината од тавата за пржење. Во тавата ја додаваме мајчината душичка. Го додаваме и мелениот ким. Додаваме и црвен пипер. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Лукот ситно го сечкаме. Исечканиот лук го додаваме во садот. Во садот кршиме и едно јајце. Со лажица ја мешаме смесата додека не се соедини. Уште еднаш посолуваме. Промешуваме. Свинското месо го толчиме со дрвен чук. Врз свинското месо го нанесуваме филот од мелено месо. Претходно сварените 4 јајца ги сечеме на половина подолжина. Половинките јајца ги редиме во 2 колони. Ги притискаме половинките варени јајца со раце. Врз нив го нанесуваме преостанатиот фил од мелено месо. Потоа го виткаме ролатот.
Краевите од месото уште еднаш ги толчиме. Ролатот го зацврстуваме со готварски конец. Тавата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Го ставаме ролатот во тавата. Преостанатиот лук го сечкаме и го додаваме во тавата. Ролатот го преливаме со бело вино. Потоа тавата ја ставаме во рерна. Печеме 2 часа на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Го вадиме ролатот од тавата. Го отстрануваме готварскиот конец. Со нож ролатот го сечеме на парчиња со дебелина од 2 сантиметри. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Потоа на чинијата скалесто ги редиме парчињата ролат од свински бут. На чинијата го сервираме и претходно барениот мешан зеленчук. Една ротквичка ја засекуваме на половинки во форма на цвет. Ролатот од свински бут го декорираме со гранчиња француски макдонос и половинки ротквички. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Од испржената сланина и кромит меленото месо зачините лук и јајци и измешајте фил. Половина нанесете на зачинетото источено свинско месо. Наредете половинки варени јајца, прекрите со преостанатиот фил. Свиткете ролат, зацврстете го. Ставете го во тава, испечете го со лук и вино. Исечете на парчиња, сервирајте и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите миньон медели. Чоколадата ја кршиме на парчиња и ја ставаме да се топи на пареа. Во поголем длабок сад ги ставаме мелените ореви. Го додаваме шеќерот. Во садот го додаваме и мармаладот. Јајцето го кршиме и ја делиме белката од жолчката. Белката ја додаваме во длабокиот сад. Мешаме со лажица додека не добиеме хомогена смеса. Преостанатата чоколада ја рендаме во длабокиот сад. Повторно мешаме. За време на топењето, во садот со чоколадата промешуваме. Од растопената чоколада ставаме во фишек. На фишекот му го отсекуваме долниот дел. Со помош на фишекот, со растопената чоколада врз лист хартија, формираме украси и ги оставаме да се стегнат. Во садот со растопената чоколада додаваме масло за јадење, за чоколадата да добие сјај. Садот со растопената чоколада го тргаме од оган. Земаме од смесата за миньони и ги формираме миньоните.
Во секој миньон ставаме по еден лешник. Миньоните ги валкаме во растопената чоколада. Потоа миньоните ги ставаме на алуминиумска фолија. Врз секој миньон ставаме по еден чоколаден украс од растопената чоколада што претходно ги направивме. Оставаме миньоните да се оладат. Откако миньоните ќе се изладат и ќе се стегнат, ги редиме на чинија за послужување. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Чоколадата искршена на парчиња растопете ја, ставете ја во фишек. На лист хартија формирајте украси. Оставете да се стегнат. Во преостанатата растопена чоколада вмешајте масло. Одоревите шеќерот, мармаладот, белката од јајци и преостанатата изрендена чоколада измешајте смес. Формирајте ги миньоните. Во секој ставете по еден лешник. Свалкајте ги во растопена чоколада. Нанесете по еден чоколаден украс, изладете и сервирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење семафор торта, како главно јадење телешко печење полнето со спанаќ, за десерт Њујорк торта,